Позитивни промени во внатрешната политика на САД како и во односите со Русија се очекувањата на политичките експерти по доаѓањето на новиот претседател на САД Доналд Трамп. Според познавачите, доколку ова се исполни ќе биде добро за целиот свет. Според Никовски, Трамп во првите години од неговиот мандат ќе се посвети на решавање на проблеми од светски размери, дури потоа може да се очекува новиот претседател да се насочи кон Македонија и Балканот со поддршка за демократизацијата, за брзи реформи и за интеграција и напредување на односите со Европската унија и НАТО. Во слична насока се и очекувањата на германскиот политиколог и историчар Зибо Јансен. Според него Трамп нема да прејавува осебен интерес кон Западен Балкан и поради тоа ќе го препушти тоа на Путин. Јас мислам дека Трамп целосно ќе се повлече од тие прашања, тој ќе го прогласи тоа за европско прашање, а со оглед на тоа дека европејците и самите во тоа не се единствени, например за признавање на Косово, тоа јасно ќе оди во правец на засилена улога и влијание на Русија во иднина. Негова оценка е дека ова би било катастрофално сценарио и за Европската унија и поради тоа што Балканот би бил препуштен сам на себе, кои не се во состојба да имаат граѓанско-демократски структури и не се во состојба со нив самостојно да управуваат, и затоа препорачува Јансен дека Западот ќе мора да помогне. Професорот и пратеник Ферик Мухит смета дека Македонија нема да биде во фокусот на новата администрација на САД. Просечен граѓанин на САД не би знаел на карта да ја најде Македонија. Македонија ниту економски, ниту стратешки, ниту пак политички не е на радарот на нивните интереси. Не гледам што би го иницирало новиот претседател за смена на досегашната политика, вели Мухик. Со него се согласува и професорот Владо Поповски, кој рече дека новиот претседател Доналд Трамп има многу поголеми проблеми од Македонија. Обсервациите се дека проблемите на Македонија ќе бидат при крајот на листата на проблеми за решавање на новиот американски претседател. Има многу покрупни прашања кои максимално ќе го окупираат новиот претседател, смета Поповски.